Министерот за информатичко општество и администрација Азир Алиу и председателот Стево Пендаровски денеска од една точка за услуги во Куманово ги промовираа новите услуги. Новите алатки се во рамки на заложбите за континуирана и забрзана дигитална трансформација, информираше министерот. Станува збор за 4 услуги со кои граѓаните ќе можат да извршат увид која институција ги користела нивните лични податоци, како и да добијат потврда за истите. Целта, како што нагласи, е да се намали метежот пред шалтерите, но и да се избегнат евентуални грешки во податоците. Денеска ја промовираме услугата контрола на листа на логови за спроведен пристап до личните податоци на корисникот. Услугата обезбедува издавање на листа на логови за спроведен пристап до вашите лични податоци од страна на корисниците на податоци содржани во регистарот на население. Преку порталот граѓаните можат да поднесат барање за издавање на листа на логови за спроведен пристап. Или, со други зборови, граѓаните можат да имат увид која институција и кога ги користел нивните податоци. Со ова услуга ја зголемуваме транспарентноста на институциите. Втората услуга во која што денеска ја промовираме е потврда за содржани лични податоци во Централниот регистар на население. Услугата обезбедува издавање на потврда дали вашите лични податоци се содржани во Централен регистар на население и дали се тие точни. Со ова услуга може да направите увид во своите лични податоци содржани во регистарот на население. Имајќи во предвид дека неретко се случува да имаме неажурирани податоци или технички грешки во име, презиме, адреса или слично, услугата дава можност граѓаните да имат увид како се регистрирани нивните податоци во регистарот на население и ако се неточни да реагираат за нивна корекција. Барањето може да се поднесе онлайн или со лично присуство во административната канцеларија една точка услуги. Целта на услугите е да се олесни пристапот до услугите, да се намалат трошоците за добивање на истите, без чекање пред шалтер и без разлика каде се наоѓате физички. Услугите се достапни на националниот портал www.uslugi.gov.mk. Министерството за информатичко општество и администрација до крајот на 2023 година има за цел да овозможи над 150 онлайн услуги, а во теки договорот со АД Пошта за користење на дел од услугите и кај нив. Ние веќе работиме на законско решение заедно со АД Пошти. Ке имаме 333 услуги, интегрирани услуги за граѓаните. Тоа значи дека во 333 подружници на АД Пошти ке можат нашите граѓани да ги добијат истите услуги во кои што ги имат денеска тука. Има дел од услугите во кои што се бесплатни и дел од услугите во кои што се плаќаат. Тука треба да напоменеме дека и плаќањето ќе биде поевтино онлайн отколку физички или по традиционален начин ако одите во самата институција да ги земете. До сега повеќе се бара стаж, М1, М2, и пристап до регистар на население. И креирање на EID, тоа значи дека се креира акаунт за секој граѓанин се со цел да може вие да аплицирате за некоја од услугите. Председателот Пендаровски ги промовираше услугите, издавање на уверение за регистрираните податоци во матична евиденција за стажот на осигурување, остварени плати и надоместоци, издавање на извод од компјутерски запис, образец М1 и М2 од пријава одјава во задолжително социјално осигурување.